Почитувани, добро вечер. Собранието ја повлече одлуката за распуштање. Датумот на изборите е поместен за 5 јуни. Што носи новиот датум? Дали одложувањето на изборите ќе ги реши отворените прашања или само ќе ги одложи проблемите? Кои се пораките на политичарите? Кои на представниците на меѓународната заедница? На овие прашања вечерва дискутираме со универзитетскиот професор Георги Спасов и поранешниот пратеник и политички аналитичар Насер Зибери. Добро вечер. Добро вечер. Датумот на изборите е одложен. Што значи ова одложување? Ќе се решат ли отворените прашања или пак само датумот ќе биде поместен? Одложувањето на датумот значи давање простор во Македонија сепак да влезат работите во некоја нормална рамка и давање простор на политичките партии пред се да продолжат со исполнувањето на обврските од договорот од Пршино. Мислам дека е добро за Македонија, затоа што доколку не беше одложен датумот и доколку се случише најавата на онаа политичка ароганција дека избори на 24 април мора да има без оглед на тоа кој ќе учествува на нив, тогаш Македонија можеше да се доведе вистина во ситуација на голем бојкот на изборите. Тоа ќе значеше катастрофа за натамошниот политички развој во Македонија, тоа ќе значеше дека Македонија ќе изгубише препораката за членство во Европската унија и во НАТО и влегување во уште подлабока криза од оваа во која што сега се наоѓа. Со одложувањето се даде простор. Одложувањето, иако повторно представува кршење на Уставот, затоа што и оваа одлука која што вчера беше донесена за одлагање на датумот на изборите со определување на нов датум за одложено распуштање на парламентот и утврдување на нов датум за изборите е всушност концесија кон ВМРО ДПМН и кон оние кои што донесаа таа одлука и затоа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не гласеше за таквата одлука, затоа што таа е идентична на онаа одлука која што беше донесена на 23 јануар за ова распуштање на собранието. Во таа смисла Социјалдемократскиот сојуз на Македонија инсистираше меѓу другото да се согласи да биде одложен датумот, но не и да се закажува нов датум, затоа што и натаму смета дека многу е важно дури и на 5 јуни да имаме исполнети услови за фер и демократски избори. Оно што постојано го нагласуваат и представниците на Соединетите Американски држави и представниците на Европската унија, дека најважна е квалитетот на изборите, дека целата оваа битка што е започната со нивно посредување во Македонија, незината цел е да се обезбеди слободно изјаснување на граѓаните, создавање на атмосфера во која што секој што учествува на избори ќе се чувствува да ги има фер шанса на тие избори. Да создавањето на атмосфера во која што секоја политичка партија ќе има создадено чувство, убедување дека имала реален пристап кон медиумите за да ги представи своите програми и своите кандидати. И создавање на атмосфера дека никој не може да манипулира, односно да фалсификува изборите, ќе се почитува избирачката волја, како би се дошло до едно состојбе во кое што по завршувањето на изборите, тие избори ќе бидат признаени од сите политички партии, партиите меѓу себе ќе се честитаат, а Македонија ќе влезе во една нормална политичка фаза од развојот. Господин Зибери, дали според вас ќе бидат отворени прашањата, ќе бидат решени отворените прашања или пак само датумот 24 април сега се поместува за 5 јуни? Што носи поместувањето на датумот? Поместувањето значи давање уште една шанса, не да се фати рокот во рамките на кој ќе се организират изборите. Давање шанса за исполнување на обврските кои произлегуваат од Пршинскиот договор, а тоа значи организирање фер, кредибилни и опште прифатливи избори. Нееднаш е кажано, последните денови ни беше повторено по кој знае кој пат и од представниците на Европската унија и Соединетите Американски држави и сите што и сакаат добро на оваа земја, дека битно е Македонија да организира фер избори. Избори кои ќе бидат кредибилни и кои ќе произведуваат институции со интегритет. Најмалку е важно дали тие избори ќе се одржат на 24 април, на 5 јуни или 5 септември. Секако е важно Македонија што поскоро да излезе од ваквата ситуација, но доколку тие избори не обезбедуваат услови за излез од таа криза, значи ние само ќе се продлабочиме во уште подлабока.
Од тука и не случајно денешните први реакции и од Брисел, и од Вашингтон, и од сите релевантни фактори е подсетување на политичките актери во Република Македонија дека ова е само една шанса за да може да го исправиме и надоместиме испуштеното. Јас ова го сваќам како еден поправен испит за политичката класа во Македонија. Вие всушност потврливте. Не ги испочитувавте роковите кои ви беа дадени и со кои бевте согласни сите. Затоа, еве ви уште една шанса да се покажете. Тука пред се и над се е одговорноста на владата, зашто таа е одговорна за исполнување на обврските, да излезете на крај со кризата преку избори кои ќе бидат спроведени согласно договореното во Пржино. Тоа е првиот момент и втор момент што е исто така битен. Сметам дека овие избори го привлекува до тој степен вниманието на меѓународната јавност да создаваат, влеваат доверба, доколку малку се поработи на заостанатите обврски, како што се јасната дистинкција меѓу државата и партијата, создавање на една фер рамка за медиумско представување на учесниците во изборниот процес, прочистување до максимална мера на избирачкиот список, создавање на една клима каде што граѓаните ќе се чувствуваат слободни да ја изразуваат нивната волја на изборите, Македонија навистина има една добра шанса да ја искористи во овој, што реков, поправен испит, да може да излезе од ваквата ситуација и секако да создаваме институции со интегритет кои ќе ни бидат гаранција дека утре ќе имаме позитивна препорака, ќе можеме да се надеваме на датум за отпочнување на преговорите, да го отвориме патот за членување во НАТО и да ги отвориме процесите Македонија навистина слободно да дише. Велите дека е ова еден поправен испит, дека не се дава уште една шанса и затоа имаме едно пролонгирање од повеќе нешто од еден месец. Ако досега не успеавме да ги исполниме овие обврски, како во овој плюс месец ќе се успее во тоа? И досега имаше бројни обструкции, имаше доцнења, ќе има ли сега? Па бидејќи имаше обструкции, затоа и се помести датумот. Бидејќи имаше обструкции, затоа дојде и до повлекување на условната одлука за распуштање на парламентот. Значи, ние навистина сме многу умешни да ги обструираме процесите, да ги бойкотираме и на некој начин тоа што е договорено да не биде испочитувано. И јасна е намерата на партиите на власт. Што побрзо да се одржуваат изборите со што помалку исполнети критериуми, за да може да имаат што подобар изборен резултат. Зашто во минатото ние имавме прилика да видиме дека при процес изборен, каде што не се знае кој гласа, кој не гласа, од кај ни се увезуваат избирачите, со какви форми на притисоци се изложени граѓаните, поготово јавната администрација, пензионерите. Само во такви избори може да очекуваме вакви резултати. Но затоа тука е опозицијата, тука е граѓанскиот сектор, тука се медиумите, тука е пред се меѓународниот фактор кој треба овие процеси објективно, реално да ги процени и да каже дали имаме ние таков амбиент за одржување на такви избори. Не треба да се залажеме. Уште првите реакции на пресконференциите диаметрално беа спротивни по однос на тоа што е издоговорено помеѓу лидерот на ВМРО-ДПМН и на СДСМ. Лидерот на ВМРО-ДПМН цело време алудираше на тоа дека дефиниран е датумот, нема што да се преговара околу тоа прашање, дека прашањето на медиумите малте не е решено
Државната изборна комисија уопште и не ја спомнува и ја спомнува гаранцијата која ја добил од неговиот коалиционен партнер. Значи, на вистина загрижувачки се тенденциите да се смета дека се е исполнето, а ние носиме одлука за одлагање. Ако е така, тогаш зашто беше донесена одлуката за одредување друг датум за одржување на избори? Така, значи, Заев и Груевски има вчера, господине Спасов, по синокешната седница има обраќање. Како гледате на овие обраќања и што читате во нивните пораки? Синоќа Груевски, не знам дали гледате, цел час го најува 5 канали неговата пресконференција, за разлика од Заев, кој што беше пренесен само на Алсат, на една од на телевизиите со национална концесија. И кога се појави, всушност се појави со истата политичка ароганција со која што се однесуваше во политичкиот живот во Македонија до вчерашната седница на собранието. Тој тврдеше дека имаше чувство дека како некој да му ветил, дека на 24 април сигурно ќе се одржат изборите, особено по на несреќна изјава на еврокомесарот Хан, кој рече дека важно да се почитуваат роковите кои што се запишани во договорот и не е важно дали сите партии ќе учествуваат на изборите, некако како да се го земаат тоа здраво за готово. Кога видоа дека Европската унија и Соединетите американски држави доаѓаат, им кажуваат дека не се исполнети сите услови, дека тоа ќе доведе до нужно одложување на датумот за одржување на изборите, Груевски се почувствува како измамен во целата таа работа. Како може он да биде принуден да поднесе оставка на функцијата премиер на 100 дена пред изборите, а сега да имаме некакво одлагање на изборите, и мислеше дека сега треба да добие некоја нова концесија, да му кажа да, ќе прифатам одложување на датумот на изборите, меѓутоа ништо од ова што ви очекувате од мене да спроведувам во рамките на она што е договорено со договорот на Пржино, дека нема да се остари. Затоа он се иначе излезе со една нов вид на ароганција, го кажа дека оценките на ние остануваме на тоа дека оценките на Европската комисија и на Соединетите американски држави се политички, дека не се засновани на факти, а фактите говорат дека сите услови за фери демократски избори во Македонија се готови и јас имам договорено и гаранција од коалициониот партнер Али Ахмети дека на 5 јуни Социјалдемократскиот сојуз или без него со исполнените услови, без исполнените услови, ние ќе одиме на избори, па што сака нека биде. Тоа покажува дека он всушност не ја сваќа суштината на целокупниот ангажман и на Европската унија и на Соединетите американски држави. Он не сваќа дека не му кажуваат 3 работи. Не можеш ти да организираш избори ако и натаму се обидуваш ова што го правиш, да го контролираш судството, да го ставиш целото судство под своја контрола. Не можеш ти да организираш избори ако и натаму медиумите се инструмент за политичка пропаганда на партијата на власт и на неа немаат пристап другите политички партии. Не можеш ти да го правиш ако ти и натаму неодговорно постојано задолжуваш за државата со позајмување на пари од странство и ја одржуваш илузијата за некаква политичка и економска стабилност на Македонија и покрај тоа што економската ситуација е катастрофална. И на крајот на криштата ти мораш да ги почитуваш договорите во целина, а не само оној дел кој што тебе ти одговара. Ние во Македонија сме сведоци за она што се случува деновиве, со оваа најава, например, и со оваа денешна одлука на Уставниот суд во Македонија. Замислете што се случува во една ваква состојба, во која што доаѓаат релевантни политички фактори, што се вика од Европската унија, со американски држави, му кажуваат нему дека ти човече, како пример на не како пример, како представител, како лидер на политичката партија, треба да се придржуваш до она што е договорено. Треба да се придржуваш до некои цивилизацијски норми за Македонија да се изведе на равниште на една европска држава. Имаме состојба во која што Уставниот суд на Македонија денеска прифаќа иницијатива за поништување на законот за помилување, односно во кој што е ставено дека председателот на државата не смее да помилува лица кои што учествувале во изборни нерегуларности. И тоа во време кога Уставниот суд така. Груевски рече дека нема да се барат, колку што го слушнав, дека нема дека амбасадорот Бейли рекол дека нема да се барат реформи во медиумите. Меѓутоа и потоа, откако ја слушна оваа изјава, Бейли излезе и рече дека договорот, Пржинскиот договор е жив, но исто така рече и дека заедно со Хан и тројцата европратеници порачаа дека партиите треба да се заложат за исполнување на условите, вклучително и за медиумите. Што значи ова ваквото
ваквиот Тоа значеше дека изјава на Груевски. синоќа Груевски излезе за да утеши малку собствените подрачувачи дека ете се согласив и покрај тоа што упорно тврдев дека нема никаква шанса да се одложи датумот на изборите, меѓутоа за награда добив дека нема да чепкаат медиумската сфера, веќе ние не сме должни да спроведуваме било какви реформи, со тоа ќе потврдиме дека всушност и сега беа остварени сите нешта кои се потребни за фери демократски избори. Он всушност иначе лажеше. И веднаш потоа стигна демант од 3 извори. Прво го демантираше Хан, веднаш со својот титул кажа дека реформата на медиумите останува како задача на политичките партии. Потоа амбасадорот на Соединетите американски држави и вечерва во интервју Ричард Ховит исто така нагласи дека договорот за поместување на 5 јуни не значи дека ние ќе престанеме со мониторинг на процесот. Колку се исполнуваат условите кои што се од договорот за преживење. Ние ќе бидеме тука во целиот овој период, ќе бидеме за време на изборите и ќе оцениме точно дали овие избори се одржуваат во таквите услови за кои што ние се залагавме. Според тоа Груевски тоа не го сваќа, дека не бара меѓународната заедница било какви избори во Македонија, туку бара избори за кои што всушност тој ќе гарантира од позицијата на се уште председател на партијата кој што го има мнозинството во парламентот и мнозинството во владата, дека ќе бидат исполнети условите на кои што инсистира Европската унија. Таа приказка дека не ме интересира веќе тие што мислат. Јас ќе одам на избори, делува како да ви кажам, делува како недоволно цивилизирано во рамките на демократски развиениот свет. Делува како на некој кој што смета дека веќе мене ништо не ме интересира, мене никој ништо не ми може. А всушност перманентно му докажуваат дека му можат, дека не е он баш така семоќен како што се замислува, и затоа целата оваа ароганција што покажува и во однос на судството, и во однос јавно понижување на судството кој што му го прави со своите поставки. И со сето ова што го прави во однос на медиумите, синоќе беше Великов на 5 канали кои чекаа да го емитуваат директното негово обраќање од неговата пресконференција, покажува всушност дека тој нема намера на фер избори да учествува да се конкурира со другите политички партии. Тој се плаши од фер избори. И тоа е суштината на неговото однесување. Затоа што подтекстот на целата таа работа дека тој во фер избори би можел да ги изгуби не само власта, туку врз основа на сето ова што го открива специјалниот јавен обвинител, би можел да изгуби слободата. Ако човек се бори за слободата, он е спремен да посегне по многу сериозни средства и да влезе во битка и оно што му го сугерираат некои негови радикални пријатели и така натаму, дури во оружена борба за задржување на собствената позиција на власта во Македонија. Господин Зибери, какво е вашето мислење? Треба да продолжат преговорите околу медиумската сфера, но од ВМРО ДПМН во саботата или неделата, кога амбасадорот Бели излезе со извештајот нели за оценката за изборите, ВМРО ДПМН рекоа дека нема да продолжат соработката со белгискиот посредник Питер Ван Хауте. Како ќе продолжат разговорите за реформите во медиумската сфера? Јас мислам дека пораката, појавувањето на американскиот амбасадор во придружба со тројцата европратеници синојка во доцните пополночни часови е еден сигнал дека тие се уште ќе го наблудуваат процесот, ќе го мониторираат и дека нема да отстапат од позициите што ги најавуваат. Намерата на европратениците и на амбасадорот беше токму тоа, да упатат порака дека со одредувањето на новиот датум во собранието за одржување на изборите не е завршена работата. Напротив, дури Ричард Ховит рече дека дури се плаши дека ова е само една увертира за можна ескалација на состојбите доколку не се испочитуваат одредбите од договорот во Пржинскиот договор. Што значи? Сите упатуваат на фактот дека овој дополнителен период што се дава за да се завршат задачите пред кои се наоѓаме. И тука пред се реформите во медиумскиот простор.
се разбира дека ВМРО ДПМН не повина на преговарачот, се стави во незавидна ситуација сега да може да се врати повторно во процесот, односно да седне на преговарачката маса. Но тоа е нивен проблем. Дали тие ќе го сменат преговарачкиот тим, дали ќе ја сменат тактиката, дали ќе се случи нешто трето, тоа е сосема ирелевантно. Релевантен е фактот да за тоа прашање мора да се постигне договор. И само тогаш ќе може да се каже дека се исполнете договорот од пржино. Воспротивно, значи, повторно ќе ни доаѓаат пораки дека ние не сме направиле ништо, не сме поместени од состојбата 20 февруари и дека навистина нема никаква гаранција дека изборите на 5 јуни ќе бидат фер и демократски. И всушност со тоа навистина е тек тогаш договорот нема да живее како што вели комесарот Хан. Од тука јас сум длабоко убеден дека преговорите ќе продолжат и ќе се забрза и зајакне темпото на обработка на податоците околу избирачкиот список и во еден оптимален период ќе може да имаме добри позиции за еден фер надпревар за кој сите се залагаме. Инаку избори само за избори навистина не ни се потребни. Иначе логиката зборува за тоа дека најзаинтересирана за избори треба да биде опозицијата, зашто треба да ја промени ситуацијата. Граѓаните се најзаинтересирани за да има промена на ситуацијата. Доколку имаме избори со кои ќе ни се продолжи истиот стил на владење, со истите структури, тогаш навистина немаме потреба од избори. Тогаш нека продолжеше истиот процес, ама последиците ќе бидат катастрофални за сите. Мора значи да има дисконтинуитет на начинот на владење. Мора да се стави точка и да се врати процесот во нормални услови. А тоа може да се направи само доколку гарантираме дека ќе имаме такви избори до кои ќе дојде навистина до израз слободно изразената волја на граѓаните. А слободно изразената волја на граѓаните може да дојде до израз само доколку се гарантираат предпоставки дека тоа може да се изрази на избори. Тоа значи фер медиуми, кредибилна институција која ги спроведува изборите, Државна изборна комисија, предпоставки дека тие што ќе гласат се навистина на избирачкиот список и нема увезени гласачи, дека органите ќе бидат навистина на ниво на должноста која им е пропишана со закон и со тоа да се испорача резултат кој ќе биде прифатлив и кој ќе влева пред се доверба кај граѓаните дека тие избори се шанса за излез од кризата. Ке создава доверба кај граѓаните дека нивниот глас е упатен на вистинската адреса, а не изманипулиран. Воспротивна, на вистина изборите нема смисла. Дозволите само како дополнување на ова што кажа колегата Зибери. Груевски во целиот политички процес употребува еден метод на целосна дискредитација и омаловажување на сите оние што не мислат како него. Тој модел во владењето, во авторитарното владење го практикираше целиот овој период во однос на опозицијата, во однос на сите кои што има граѓанските организации, сите што има различно мислење против него. Кога се појави специјалното јавно обвинителство, организира се дискредитација и медиумски хајки за јавно омаловажување на Катица Јанева и на нејзиниот тим. Кога се појави Ван Хауте со своите ставови такнатмо, беше истиот изложен на таков тип шиканирање, на таков тип на јавно омаловажување и на крајот до тоа дојде да го прогласат него како турист во оваа земја, како човек кој што наврно работел против интересите на македонскиот народ, бидејќи тие се идентификуваат со македонскиот народ. Се што нив не им се допаѓа, се е тоа против интересите на македонскиот народ, против интересите на македонците, некој го омаловажува народот, а не ги омаловажува нив и сега се доведени во ситуација пак да седнат на маса со тој човек затоа што тој човек не се представува себе си. Тој не е турист во земјата, туку е представник на Европската унија, дипломат кој што е овластен да ги врши преговорите во функција на остварување на
имплементација на Пржинскиот договор. Според тоа, мислам дека се доведува во една многу незгодна ситуација и тој тип на политичка ароганција која што ја манифестираат во општеството, тој тип на политичка дискредитација, тој метод на медиумски хајки против сите кои што не им се поволја, всушност и натаму обстојува. Наблюдувачите тоа го гледаат и гледаат дека во такви услови какви они што наметнуваат така тоа готово е невозможно да се води нормален диалог. Не можат луѓето меѓу себе да се слушаат, а камоли пак да ги разберат аргументите на другата страна во однос на тоа дали се тие во право или не се во право. И кога на тоа ќе ги додадете однесувањето на некои новинарски перјаници во Македонија, од она што го видовме во изминатиот период, на луѓето им стана јасно дека ако се ова фер избори, ако се ова фер медиуми или фер пристап кон медиумите, тогаш не знаеме што е тоа веќе не фер во едно вакво општество. И затоа не верувам дека меѓународната заедница ќе се повлече од инсистирањето пред се на медиумска атмосфера во која што ќе може секој да ги застапува своите ставови на начин кој што е тоа карактеристичен за секој демократско општество. Така, меѓутоа медиумската слобода со години се уназадува. Како во овој краток период да се врати? Видите, постои предлогот што е на Ван Хауте, на кој што се инстира за кој да се договора, меѓутоа кога тоа упатува на неколку принципи кои што може да бидат пред се да се уреди како што треба пристапот кон македонската радиотелевизија кој што е јавен радиодифузен сервис. Вие денеска на македонската радиотелевизија немате пристап, не покануваат вас како представник опозиција или од невладината организација. Гледате што се случи. Македонската радиотелевизија која што е јавен радиодифузен сервис не објави информацијата дека на лидерската средба, на последната лидерска средба не учествуваше воопшто Груевски. Ние немаме информација од тие медиуми, меѓу другото и за тоа дека не сакал ни техничкиот премиер да го прими Джес Бейли и представникот на Европската унија, туку им било кажано да ги остават препораките од Европската унија сад кај секретарката пред неговата врата. Знаете, они се обидуваат јавно да ги понижуваат оние земји кон кои што аплицираат за членство во Европската унија или ги аплицираат за членство во НАТО. Таквото однесување дури на технички премиер, таквото однесување на лидер на најголемата политичка партија е просто недозволено. Тоа не е некултурно, тоа не е арогантно, тоа не е простачко на некој начин. Меѓутоа тоа е просто недозволиво. Ја мислам дека дел од овие луѓе кои што се дојдени се вџашени од таквото однесување. И од таму во она предлогот што е на Ван Хауте се вика, да, за време на изборите мора да има пристап сите политички партии на сите медиуми кои што имаат национална концесија, одреден временски период ќе им биде даден, дека уредниците може да изнесуваат вести, меѓутоа нема да дадат она што нема политички да ги коментираат тие работи во рамките на политичката кампања како што предвидува и изборниот закон, дека еден ден ќе одат политичките програми на опозицијата, меѓутоа во другиот редослед ќе одат политичките програми на власта, така да во овој временски период ќе се создаде некаква колку толку политичка равнотежа. Никој нема илузија дека за еден месец или 2 месеца вие ќе го промените начинот на однесувањето на новинарите, ќе им го промените менталитетот или пак собственичката структура која што е сега во функција на одржување на авторитарен режим. Апсолутно тоа не е возможно да се стори. Меѓутоа вие можете да најдете да воведете одредени принципи. Ако Агенцијата за електронски комуникации биде конституирана така како што е предвидено, тогаш они ќе водат сметка затоа што при првото прекршување на етичкиот кодекс ќе бидат опоменети, при второто ќе бидат казнети, а при третото ќе има забрана за емитување на реклами во извесен период, што ќе значи голема финансиска казна. Постојат некои принципи, тоа се принципи кои што постојат во светот, не се измислени од главата и така натаму на Ван Хауте, така што ако се прифатат тие принципи, независно ќе видиме сега како ќе се однесува ВМРО-ДПМН во целата таа ситуација. Меѓутоа, ако се прифатат тие принципи, мислам дека може тоа многу лесно се среди. И затоа постојано меѓународни посредници говорат за тоа, дека е потребно вие да воспоставите елементарен политички диалог. Вие во Македонија имаме ситуација во која што власта не сака да разговара со опозицијата. 10 години ние немаме дебата со опозицијата, затоа што тие не излегуваат за да ги соочат своите аргументи на дебатните емисии кои што се канат. Они го имаат целокупниот политички простор, поделено на патриоти и на предавници, на пријатели и на непријатели, на луѓе кои што се со власта и луѓе кои што се душмани кои што сакаат да рушат таа власт. И тој модел на политички подел, тој модел на раскол не само во националното ткиво, во политичкото ткиво, доведува до систем на политичка дискриминација. Изворот на оваа криза се состои токму во чувството на политичка дискриминација. Една огромна маса на луѓе, за разлика од привилегираните во власта, немаат еднаков пристап кон правдата.
Немаат еднаков пристап кон работните места, немаат еднаков пристап кон бизнисите. И тоа чувство на политичка дискриминација вас ве води во ситуација да барате посредници кои што ќе ви обезбедат да живеете според нормите на европските вредности, според нормите кои што се запишани во Уставот, а кои што никој не го штити. Туку имаме еден уставен суд кој што напротив секогаш застанува на страната на силата, а не на страната на правдата. Тука предлагам, добро, во ред. Да додадам, уредувањето на медиумскиот простор не е важен само за изборите кои ни престојуваат. Тоа е многу важно за целиот процес, за демократските процеси во земјата. За да се врати Македонија далеку понапред во споредба со сегашната положба во која се наоѓаме. Не случајно сите извештаи на Репортери без граници, Freedom House и останатите специализирани агенции покажуваат дека ние имаме рапиден пат. Ние се спуштивме на ниво на земји од Азија и Африка. 124-то место на ранг листата. Значи, тоа е многу потребно како процес да се изведе, за да се стави медиумскиот простор на едни здрави основи, да престане клиентелистичкиот однос на овие медиуми кон владата, да престане затварањето на овие медиуми кон опозицијските партии и различните мислења, да престане овој начин на создавање на спин кај јавноста, за да може навистина да немаме виртуелна реалност, да може граѓаните навистина да добијат информации од јавен карактер кои се избалансирани и на кои може да им се верува. Да, тука предлагам една мала пауза за реклами. Се враќаме веднаш по рекламите. Избери VIP комбо и доби телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Штеди секој ден, само во Тинекс, од 22 февруари до 13 март. Кулен со лета, 389 денари. Крављи кашкавал екстра, 302 денара. Сос за салата шпак, 2+1 подарок, 176 денари. Маслиново масло Коста Диоро, 179 денари. Сок фруктал, 40 денари. Сет паста за заби Колгейт, 99 денари. Тинекс, секој ден со вас. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап. Ранитидин шумливи таблети. Празник за вашиот стомак. За секој е добро. Хемофарм. Пред употреба прочитајте упатство или консултирате ваш лекар или фармацевт. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Септаназал делува брзо, по само 5 до 10 минути, ја штети и лекува носната слузница. И повторно можам лесно да дишам. Септаназал помага при затнат нос и лекува. Ова е Ана. Ана прегледа 305 туторијали на интернет за карбуратори, гуми и масло, изгледа 128 емисии за автомобилизам на телевизија и помина 413 сати на телефон со искусни автомеханичари. Сега Ана знае се за коли. Биди како Ана. Земи VIP комбо и доби се во едно. Телевизија со најмногу HD канали, интернет, фиксна и мобилна линија за најдобрата цена од само 1199 денари месечно. Јавете се и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Браво премиум! И годинава ќе ве изненадува со бројни награди. Во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори. Добитници: Илиовски Драголјуб, село Бреница, Ночевски Филип, Битола, Гавриловска Ленче, Тетово, Караташева Мери, Скопје, Киселиновски Никола, Охрид, Николов Стојан, Струмица. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум!
Кога сите коцки ќе се склопат и ќе дојдат на своето место, останува само да го надополните домашниот буџет со промотивниот Виолетов потрошувачки кредит. Аплицирајте до 8 март и искористете ја понудата со најниска каматна стапка од само 6%, без трошоци за одобрување. НЛБ, Тутунска банка. Кога се запознавме, јас имав 7 години. Таа малку постара од мене, тоа беше платонска љубов. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Избери VIP комбо и доби телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Продолжуваме со вечерашната 24 анализа. Господин Спасов, ќе се вратам повторно на датумот. Дали требаше да се одреди нов датум, 5 јуни, или пак требаше да се постави како услов исполнување на критериумите? Погреши ли СДСМ вчера што не бараше да се постави критериум исполнување на условите? СДСМ вчера бараше. Меѓутоа, ако знаете, одлуката е донесе повторно ВМРО ДПМН заедно со ДУИ и со ДПА. И повторно велам дека вчерашната одлука е исто така противуставна, затоа што предлогот на СДСМ и предлогот на меѓународната заедница во почеток беше вчера да се донесе само одлука за одложување на датумот за распуштање на изборите, што беше нормално и тогаш што е. Меѓутоа, ако вие повторно донесувате одлука за одложено распуштање на изборите со нов датум, вие повторно го кршите уставот, меѓутоа знаете, нашиот устав иако беше Павле Трајанов поднесен до Уставниот суд барање да оцени уставноста на таквата одлука, Уставниот суд се прогласи за ненадлежен во однос на донесувањето на таквата одлука и он ја донесува таквата одлука, при тоа СДСМ си остана на својот принцип дека независно од тоа што е донесена таквата одлука, дека е многу важно да се исполнат условите. И сега, говорејќи објективно, мораме да признаеме една работа, дека кога ќе споредиме состојбата во Македонија во однос на периодот од пред една година кога почна политичката криза во Македонија, дека постојат одредени поместувања, што би се рекло, во условите за одржување на избори во Македонија. Во смисла дека формирано е специјалното јавно обвинителство, кое што направи сериозни напори, меѓу другото, да изнесе со обвиненија за изборните регуларности. Сериозни обвиненија кои што потоа беа блокирани од страна на судството. Па дури сега гледате што се случува со Уставниот суд. Втората работа е Груевски веќе не е премиер, си поднеса функцијата. Социјалдемократски сојуз доби министер на полицијата и министер за труд и социјална политика, кој што може одната делумно да го контролира владењето на иако и тие се блокирани од страна на управниот суд и од страна на претходната државна изборна комисија. Направени се одредени поместувања во насока. Државната изборна комисија е конституирана по друг терк и она веќе почнува со прочистување на избирачкиот список и се надеваме дека ќе бидат отстранети сите оние фантомски гласачи кои се наоѓаат до сега на држава. Според тоа, се тоа работи кои што полека трпеливо се правеа и се градеа. Не дека и она го констатира, дотири меѓународните посредници констатираа дека направен е определен напредок во одредени сфери. Меѓутоа, оно што може јасно да се забележи, тоа е интенцијата на Груевски дека јас ќе ви дадам се. Меѓутоа, 3 работи не дозволува. Прво, не го давам судството кој што е постана одбрана на криминалот во Македонија, и тоа сега се случува во Македонија. Не ги давам медиумите кои што ми служат мене за медиумско хајки против опозицијата и за заклучната пропаганда. Не ги давам парите кои што можам да ги позајмам и со кои што можам да купувам изборното расположение. Другото, се што сакате да правите. Меѓутоа, јас со овие 3 инструменти практично можам да ги добијам изборите во секое време. И луѓето не се глупави, нити меѓународната заедница да не видат дека токму тоа се случува во Македонија. Точно дека има направено исчекор во одредени сфери, меѓутоа клучните инструменти за манипулацијата на изборите се уште се во рацете на Груевски и тука мора да се направи дополнителен исчекор за да може вистина да имате вие слободно изјаснување. Се уште има луѓе кои што се плашат да кажат за кого ќе гласаат. Се уште луѓето се под закани од изразување на својата слободна политичка волја. Затоа што знаете што ние во овој
овој период на 10-годишно владење на Груевски се создаде една монструм држава, во која што е главен вработуваш, која што е главен купуваш, која што троши милиарда средства на јавни тендери нелегално во државата и така натаму, која што контролира на некој начин се и се што, а со прислушуваните разговори гледавме дека влегле во сечи доми, знаат кој што разговарал и како разговарал. Според тоа, таквиот монструм држава многу тешко се расклопува, многу тешко се става на нормален колосек за да функционира. Оттаму, иако СДСМ не го прифати датумот 5 јуни, е сосема јасно дека од негова страна интерес е, оно што го каже господин Зафери, на сите опозициони политички партии да има избори. Ниедна опозициона политичка партија не сака изборите да се одлагаат до безвест. Меѓутоа се бара еден минимум услов за да може граѓаните да слободно да изразат својата волја, без страв, и таквите избори да бидат оценети како фер и слободни избори за граѓаните. Без таквите услови сметам дека изборите се непотребни. Без такви избори на 5 јуни нема потреба да држиме ние избори. Независно од тоа, не ни е потребна нас фарса од избори по која ќе кажеме да, еве одржавме избори и целата приказка е завршена. Македонија мора да се цивилизира, малку можеби груб збор и така натаму. Македонија мора да стане едно пристојно општество. Македонија мора да стане една земја во која што никој нема да манифестира силеџиство во политиката. Да каже, моја е телевизијата, можам да правам што сакам, независно од тоа што она има национална концесија, која што го обврзува на одредено политичко однесување, одредена политичка коректност. Кај нас имаме сега практично едно тип на манифестирање на политичко силеџиство во политиката. Можам да правам што сака, не ми можете ништо, јас ги контролирам сите овие институции и ајде да видам што можете да ми направите. Така што додека тоа не се промени, тешко се менува тој менталитет, меѓутоа нормално сето тоа се одразува, претпоставуваме, на јавното расположение од времето кога се објавени бомбите па до сето она што го соопшти специјалното јавно обвинителство. Сметам дека граѓаните сватија што ни се случувало во изминатиот период. Денеска граѓаните имаат многу повеќе информација колку пред година дена за тоа како владеел Груевски, што правил Груевски, што правила Гордана Јакуловска, што правил Милијана Киевски, што прави сега Уставниот суд на Македонија. И тие работи претпоставувам дека ја подигаат свеста кај граѓаните за потребата од политички промени во Македонија. Господин Зибери, еврокомесарот Хан требаше да дојде на 20 февруари и тој да соопшти извештајот дали постојат услови за одржување на кредибилни избори, меѓутоа тој не дојде, дури и амбасадорот, европскиот амбасадор Орав замина за Брисел. На 20 февруари оценката ја соопшти амбасадорот на Соединетите Американски држави Джейс Бейли. Дали ова значи дека менаџирањето на кризата, дека сега преоѓа на страната на Соединетите Американски држави? Факт е дека последните денови, значи, во центарот на вниманието беше амбасадорот Бейли. Не сум сигурен дека е дојдена до таа пресвртница каде што главната движечка сила ќе ја носи на плеќи САД, но постојано две земји се истакнуваат во однос на давањето посериозни забелешки и барањето отчети резултати од договорот. А тоа се Соединетите Американски држави и Германија. Ако го слушнавте завчера, ако не се лажам, соопштението на Министерството за надворешни работи на Германија, вчера, значи, таму има сериозни адресирани критики кон еден субјект. Точно се адресирани на адреса на ВМРО-ДПМН. Дека не смее да се претвори во кочница на спроведувањето на договорот. Мора да се оди напред. И сметам дека во отсуство на еден поефикасен механизам на функционирање во рамките на Европската Унија, на нас ни се потребни земји од овој калибар, како што се Соединетите Американски држави и Германија, како најзначајна и релевантна сила во рамките на Европската Унија, да не поддржат и да не внесат во тој процес на демократизирање на општеството. Инаку, недоаѓањето на комесарот Хан, јас лично мислам дека и не се
чувствуваше многу неговото отсуство, дотолку повеќе што комесарот Хан во минатото знаеше често пати да ги менува ставовите во однос на состојбите тука, да, и често пати беа неговите ставови или погрешно сватени, или тој погрешно ги изнесувал. Па требаше неговите службеници или да го коригираат, или да го демантираат. Или он после да ги менува неговите ставови, како што беше случајот со датумот на одредување на изборите. Но секако помошта на Европската Унија останува и понатака клучен фактор во придвижувањето напред. И дозволете ми мал коментар на претhodното прашање што му го упативте на господин Спасов во однос на тоа дали сгреши СДСМ со прифаќањето на утврдување на новиот датум на избори. Моето длабоко убедување е дека не. Одредувањето на датум за одржување на предвремени избори не е грешка. Грешка е неисполнувањето на критериумите за одржување на тие избори. Токму тоа ми беше прашањето, дали требаше да се бара од исполнување на критериумите, па кога ќе се исполнат? Ама доколку не се утврди датумот, па се изложувате на опасноста до безкрај да не се исполнуваат условите. И тогаш воопште да нема избори. Па вие знаете, ставот на ВМРО не беше дека нема потреба од вонредни избори. И до последен момент они тврдеа дека нема да ги има тие избори. Лидерот на таа партија на митинг кажа дека тоа не доаѓа во предвид. Значи, барањето предвремени избори произлезе како продукт на договорот од Пржино. И тоа како основно барање, главно барање на СДСМ и опозиционите политички партии. И од тука, значи, доколку не се одреди датум, може до инфинит да трае постапката на исполнување на условите и никогаш да не ги исполниме и да не се одреди датум. Напротив, одредувањето на дури на 24 април, па и сега, беше како ставање на рампа до која ние можеме да се движиме. И како сигнал кој ќе не предупреди дека пред тоа мора ние да ги исполниме одврските кои ги имаме превземено со договорот. Гледате, што се случи само во еден многу куст период. Политичката ароганција на Груевски поаѓаше тоа дека во Македонија нема потреба да избори се случија. Говореше дека ако има техничка влада, дека таа може да биде формирана само без ВМРО да промане, се формира техничка влада. Рече дека никој нема потреба да поднесе оставка, дури не по дивата наследба што се случи на станите. Поднесе оставка неговите најблиску соработници Сашо Мелков и Гордана Ковалска и Мирјана Кејски. Рече дека јас никогаш нема да поднесам оставка во функцијата. Поднесе оставка во функцијата како повеќе. Рече дека нема шанса некој да не го промени датумот на изборите за 24 април, се промени датум за. Според тоа, он постојано наметнува таа политичка ароганција дека никој ништо не ни може и секој ден докажува дека дефинитивно меѓународната заедница е силен фактор кој што ќе влијае на политичките процеси во Македонија. Ова што го кажа господин Зибери, загледате како е синхронизирана меѓународната заедница во однос на Македонија и мене тоа ми се доаѓа. Мислам дека тоа е клучниот настан. Веднаш по настапот, например, на Джейс Бейли заедно со представникот на Европската Унија, се излезе соопштение Хан ќе се јави или со твит да ги потврди снимните ставови. Па потоа ќе излезе Министерството за надворешни работи на Германија, па ќе излезе амбасадорот на Велика Британија на Македонија. Сите се целосно синхронизирани во пораките што треба да му ги дадат и сите се мощни активни, дури вечер Ричард Шковит излегува со посебно интервју за потврди дека не е точно тоа што го тврдат. Што го тврди ВМРО-ДПМН дека сега веќе немаат било каква обврска за медиумска реформа, дека не се поставени никакви услови и дека ќе се оди на избори без они понатаму да мрднат или да го третираат Ван Хојте како турист. Мислам дека веќе денови веќе се случи тоа да го повикаат они Ван Хојте да му кажат дајте да седиме да разговараме, а нема да го третираат понатаму како турист, бидејќи нивната политичка ароганција им се крши од главата. Постојано, кога ќе направат такво нешто, знаат дека следниот момент ќе биде дополнително нешто кое што ќе мора тие да го прифатат. Дефинитивно мислам дека полека ќе ја научат лекцијата и дека од сето оно што го прават само дополнително создаваат едно незадоволство и граѓаните гледаат дека всушност тоа е една структура без некаква сериозност во однос на обврските кои што ги има превземено пред меѓународната заедница. Така, имаме сосема кратко време. Краток коментар околу денешната одлука на Уставниот суд да прифати иницијативата за измена на Законот за помилување.
Ќе молам за краток само. Мислам дека денешниот настане тажен по однос на правниот систем, правната сигурност и пред се заштитата на уставноста и законитоста. Органот кој е повикан да ја штити уставноста и законитоста, прв ќе го прекрши тој принцип. Навистина, ова е индикатор силен дека кај нас сите институции во државата, вклучувајќи го и Уставниот суд, дека се поклопени. Ова само покажува дека Груевски нема лимит во понижувањето на политичките институции на државата, вклучително и на Уставниот суд. Ова покажува дека Уставниот суд, така како што е конституиран, е направен во функција за да може да служи само на политичката партија која е на власт. И ова се согласувам со Зебери дека ова е една срамна одлука на Уставниот суд, која што мислам дека ќе оди пред се на штета јавноста и е сосема јасно што се случува, дека ова иницијатива за укинување на законот, одредбите во законот за помилување, со кој што му се невозможува да биде односно му се овозможува сега да аболира лице за кои што се веќе покренати кривични пријави од страна на специјалното јавно обвинителство, е закон за спасување на лицата кои што најверојатно ќе бидат осудени. Ова е признание дека они имаат вина, признание дека ќе има судски процеси, признание дека некои ќе бидат осудени и сега им е потребен инструмент со кој што тие ќе ги ослободат. Меѓутоа истовремено порака која што е многу лоша пред овие избори, правете слободно изборни регуларности, затоа што ако ние победиме, ќе го ослободиме од вината преку претседателот на државата кој што е избран исто така врз основа на таквите изборни регуларности. Ако сето ова помине, мислам дека едноставно тоа ќе биде една лоша епизода која што верувам дека граѓаните добро ќе ја проценат, ќе знаат конечно со кого имаат работа во Македонија. Господин Спасов, господин Зибери, ви благодарам за учеството во емисијата. Вам почитувани гледачи за вашето внимание.